Ке се реши проблемот со меѓуопштинското предпријатие Проаква, најави градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски на средбата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со жителите на Струга. Имаме неколку опции кои што се отворени и со кои што ќе гледаме да најдеме некое прифатливо решение кое што една од опциите, јас не велам дека тоа сигурно ќе се прифати е да работната единица колектор ја преземе или да стане државно предпријатие или да работи во склоп од едно од двете големи државни предпријатија кои што црпат ресурси од езерото. Проблемот со ова меѓуопштинско предпријатие постои од 2001 година, кога го наследивме долгот од 10 милиони евра, истакна градоначалникот на општина Охрид. За решавање на ситуацијата е формирана комисија за анализа на состојбите и решавање на важните прашања поврзани со ова предпријатие. Координатор на групата е Пешевски, од председател на влада, а тука е министерот за финанси, министерот за екологија и министерот за локална самоуправа. И двајцата градоначалникот на Охрид и градоначалникот на Струга и плюс директорот на Проаква. Значи тимски се обидувате тимски се обидуваме да најдеме прифатливо решение. Се работи за доста комплексен проблем кој што датира уште од 2001 година кога е формирано предпријатието. Претходните локални структури воопшто не водиле многу грижа за сервисирање на долговите. Во склоп на МЈП Проаква се работните единици Водовод Охрид и Водовод Струга, како и работната единица Колектор. Што се однесува до поставеното прашање за временската разлика за месечен надоместок на овие две предпријатија, Бакрачевски одговори дека согласно статусот на меѓуопштинското предпријатие, работните единици можат самостојно да располагаат со нивниот буџет. Што се однесува пак до наплатата на водната тарифа, јавното предпријатие Водовод Охрид остварува околу 90% наплата, додека во Струга наплатата е драстично помала.